Добро вечер, почитувани гледачи. Како што претходно најавивме, вие го следите вонредното издание на вестите. Како што претходно ви најавивме, очекуваме директно вклучување од Будимпешта, односно нашата екипата на 1 ТВ тргна по трагата на поранешниот премиер Никола Груевски, колешката Кристина Атовска очекуваме со директно вклучување од Будимпешта. Од другата страна на студиото е мојот колега Александар Чомовски. Да не заборавам да напоменам дека отворени се и телефонските линии преку кои можете директно да се јавувате. Чомовски, дали се е подготвено? Јас се надевам дека на моето добро вечер за сите оние што се ранобудници или досно легнувачи и за сите наши верни гледачи ќе биде предизвик да бидеме заедно во едно своевидно политичко ток-шоу во кое вие граѓаните, нашата публика ќе оценува што на Македонија и се случува во овие мигови кога Никола Груевски, најголемиот христијанин и најголемиот патриот, си го остави семејството, ги остави партиските истомисленици и избега во Унгарија. Се разбира, за сите тие што сега ќе се вклучат, телефоните ви се препознатливи, видливи. Јас ви стојам на располагање колку за конверзација. Не барајте од мене да се изјаснувам. Јас повеќе ќе сакам да бидам медиатор во ова јавна дискусија. Морам да признам дека Бојан Јовановски ми е овозможнила шанса после 30 години од како ги правев своевидните хајд паркови во Радио Скопје заедно со тогашната екипа, повторно да отворам телефони и да бидам со вас, поштувани гледачи. Инаку можам да ви кажам дека тоа ќе биде еден интерактивен однос и во време на на емисиите кои ги подготвуваме. Во овие доцнени рани и утрински часови, нашиот прв гледач со нашиот прв коментатор. Добро вечер или добро утро, сеедно. Повелете и кажете ми. Добро утро од Гостивар се јаво. Повелете. Па, ово што се случува многу е катастрофа. Значи, вакви пропусти ние 30 години правиме. Вистина, катастрофа да се поправи ова ситуација. Дозволите ми само да ја прашам, што е катастрофа? Пребегнувањето на Груевски или, да кажем и отворено условно, не могте на овдешните институции да обезбедат заштита на осудениот и да замине во затвор? Катастрофа е тоа што системот дозволува да избегуваат вакви луѓе, а некои за ситни работи атрактивно ги затворат и ги осудуваат на многу години. Добро. Ја ви благодарам што бевте првиот што се јавивте во нашата отворена програма. Ќе ве замолам, ако сте се уште на телефон, да бидете на телефон. Ќе воспоставам диалог меѓу вас и нашиот следен гледач. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ме интересира, пошто се вклучуваме во живо. Не е катастрофа ако на некој му е загрозен живот. Нормално е дека ние, целиот народ, можда повеќе од народот, го поддржуваме Груевски, затоа што на господинот Заев не му се судеше што правеше за вице и за него пари и што неговите фирми работаат многу попрљави работи, пошто лично сум од Струмица и ги знам многу повеќе работите, него што јавноста ја знае. Така да, Груевски, Мерцедесот и тие сега што ќе му ги лепаат негови кривични дела, така да ги наречеме, со непризнаеното јавно обвинителство, кое што нема ни мандат, нема ни ништо више за да суди, што си вади од своите джепови, своји кривични дела, ни сум во Маровка, нит ќе бидам во Маровка, али
режимот на Заев што го трпиме и што ни продава државата и што, ајде да не направуваме многу работи, јавноста е свесна, па и децата се свесни преска на програмата, многу добро и поставија на професорката по право, многу добро прашање, па се изгуби у лабиринтот на изин, не знаеше да одговори. Па затоа би го прашали преко телевизијата нашиот премиер зашто на своите другари купил 30 мотори од нашите државни пари, а не одговара со никако кривично дело. Зашто? Пошто носел со цистерни на Косово, полни цистерни и не давал на границите да се претресат цистерните, каков премиер ја држи оваа држава, па треба да се запраша народот, а за Груевски го подржуваме и се знаеме дека тој Груевски истиот е за народот, кој што им ја намали на сите сиромаштијата, да кажам, со гнев зборам, што не знам како да кажам зашто толку се сипаат на Груевски, затоа што дали Заев има ноќна мора од Груевски, треба да се запраша. Добро. Дали за тоа сака. Добро, бидете, не молам, Струмица, бидете на линија, спорите со ставот дека е ова катастрофа на нашиот гледач од Гостивар. Гостивар, дали сте на линија? Гостивар? Гостивар се исклучи, а тука почнува полемиката за тоа дали е заменувањето бегството на Груевски катастрофа. Не, Добро, повелете. не е катастрофа. Добро. Не е катастрофа, затоа што на некој да му е опасно животот, секој би избегал оваа држава. Јас имам само едно мало прашање. Кажете. Не сум против вашето лично убедување и аргументите кои ги посочувате за Груевски. Но прашањето ми е, ако е тој човек за народот Добро, и за Македонија, добро. зарем за 2 години затвор заслужува да ја Господине, напушти не се државата само и да двете- го остави да, својот разбирам. народ? Повелете. Разбирам, не се само 2 години затвор, значи се му се местеше у Куманово да иде за да го убијат. Дали у Куманово има македонци, запрашајте се по затворите, значи, после тоа испадеше или наркоман некој го убил, или било што многу добро знаеме и знаеме ги разговорите, бевме пред судот, значи пред Груевски ги пушти неговите разговори, пошто беа снимени, како има закани. Само еден момент, ве молам, мислам дека помалку не баратате најдобро со податоците. Груевски ни на едно кризно место во Македонија, вклучувајќи го и дивле населје, вклучувајќи ги критичните меѓуетнички и измешани средини, не бил и избегал од Македонија, од политичката сцена, кога се решава најделикатните прашања, вклучувајќи го и признавањето амнестијата на ООН и прашањето на во парламентите и така Тоа да натаму. е оправдува. Да. Добро, благодарам. Бидете на линија, Струмица, бидете на линија, ќе го применувам ова правило на така наречен интерактивен дуел со гледачите. Следниот гледач. Добро вечер или добро утро. Салвам од Битола, поздрав до вашата емисија 1 ТВ. Сакам да изразам една голема поддршка до Никола Груевски и можам да кажам дека прав патриот никогаш не би се предал на предавниците. Една голема поддршка од мене до Никола Груевски. За што го поддржувате Груевски? Па според овие сите криминали кои што ги гледаме од сите политичари, значи не само од Никола Груевски, мислам дека Никола Груевски не заслужува да биде единствениот политичар кој што ќе влези затвор во нашата земја. Зарем не заслужуваат според вас и други политичари да бидат задрешетки? Мене ако ме прашате, јас сум 35 години проследувач на
македонската реалност и посттранзиција и имам свој став дека многу требале да завршат во затвори, но сега во овој момент разговараме за чинот на Груевски и на прашањето на вашата поддршка што е легитимна, но тоа не ми кореспондира. Ако вие барате дека треба и други да завршат во затвор, например, со откажувањето од него на Јанакиевски и Јанкуловски кои се згрозени од чинот на заминувањето на Груевски. Така, значи јас сум убеден дека ова политичка хајка што се прави врз Груевски, затоа и така да го оправдам, затоа даваме една голема поддршка за него. Добро, да ви благодарам. Дали Струмица, бидејќи сте унисони со Битола, имате уште нешто да додадете? Немам. Една голема поддршка до Груевски. Имаме да додадеме зашто Пинк не е осуден Бучковски. Значи, Добро. Значи, он е, така да речеме, у лавиринтите на судот или како да ги речеме назаед, потрчковите од судот. Едно ќе кажеме, имаме анархија во судот и тоа са платениците и осташите назаед. Нема да дозволиме Груевски превен народот, го посочивме да бега од ова голгота што имаме од господинот Заев. Страдат ни семејства, ни брка од работа, значи ни мести луѓе, затоа што не сме мисленици со него. Не го признаваме ко премиер, он е насилно влезен и насилно малтретира цел свет. Добро. Значи не сакаме тој човек да се гадиме од него, мада многу луѓе не ќе да го кажат тоа, али тој не го признаваме за премиер и нема да го признаеме додека сме живи. Па макар и ако требе, можда и ќе дојде до рад, мислам дека треба и Дризово да лежи. Чекајте. Не е така едноставно таква проценка и таков повик. До војна во ова време тешко се стигнува. Македонскиот народ поминал прилично пребежа. На каква војна повикувате, господја? На гласот, војна од народот кој што гласно ќе го избркаме не со оружје. Оружје не сакаме. Добро. Гласно ќе го избркаме да му го покажеме местото дека он не е за премиер. Еден човек кој што кажуваше јавно на телевизија и се колнеше во своите деца дека нема да го менја уставот и името на Македонија, а после тоа го смени. Тој човек нема доверба во нас народот. Тој човек од секоја куќа е го мрзиме и тој човек само не става у пропаст. Добро, Струмица, ви благодарам за целиот вокабулар. За некои забелешки на адреса на Заев, јас ви давам согласност. Мислам дека премиерот треба да ги чуе, зашто со граѓанка му ги упатува, но тоа е прашање на политичката проценка на премиерот и на владеечките структури. Благодарам Битол, благодарам Струмица. Добро вечер за следниот гледач. Додека тој не се јави, имаме сигнали од нашата Кристина Атовска дека е во Будимпешта или влегува во Будимпешта и очекуваме наскоро нејзино директно вклучување преку линковите. Добро вечер за следниот или добро утро? Ало? Да, поелете. Вака, значи, слушајќи претходно господјата, што кажам, мислам дека како прво треба да се преиспита за вокабуларот, а како второ треба да се засрамат за нивната поддршка, зашто даваат поддршка на еден криминалец кој што е одговорен за многу случаи и кој што последните 12-11 години не упропасти државата. Не ја упропасти еднината на сите и дека не само 2 години, 20 и одозгоре години треба да лежи во затвор. Ајде да не бидеме преки суд да ги судиме луѓето, ако и да им земеме надлежноста на судовите. Вашиот став може да биде став во ова ток-шоу, но да се обидеме да го симнеме тонусот, а да се концентрираме на дебата. Мислам дека вака. Мислам дека нашата држава што треба да направат институциите едноставно да со другите
меѓународната полиција и се тоа да најдат начин да го вратат и да си ги одлежи 2 години кои што му следуваат. Затоа што тоа е обвинет и е деклариран криминален, што повеќе. Добро, и благодарам. Од кај се јавувате? Од Скопје. Скопје, останете на линија. Ако ме следите од почеток, се обидувам да поврзам меѓуграѓански диалог меѓу вечерашните наши слушатели. Скопје на линија, кој имаме друг? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се улам, имајќи една искрено во себе горчина. Ве молам, само еден момент, бидете, уште тоа ме научи, уште од радио, намалете го гласот на телевизорот. Сум намален. Да. Селам се една горчина во душата, како може да се јавуваат луѓе кои што едноставно бранат не криминал, него повикуваат на војна. Се надевам дека полицијата го слуша ова и го гледа и тие луѓе треба да ги лишат слобода. Јас сум огорчен од еден премиер што водел Македонија 12 години со лаги, превари и криминали. Ако едноставно ја доведе Македонија на работна пропаст и нема смелост и храброст да одговара за своите постапки. Да избегаш во една држава, во Европска Унија, мислејќи дека со тоа ќе спасиш за своите одговорности, тоа е лоша проценка и на тој, што го направил и тој што го примил. Мислам дека едноставно дека се тоа покажува за каков човек станува збор. Сите негови луѓе што беа обвинети во сите предмети, ги остави на милост и немилост. Тоа е мизерен начин. Фамилијата да оставиш на милост и немилост. Тоа се покажува за каков човек станува збор. Добро, двајцата мои последни соговорници се на иста линија и ќе ги замолам сега да се исклучат, бидејќи тој диалог меѓу мене и нив заврши. Следната тура на наши гледачи, мора да признам дека сум изненаден во овие полноќни часови, постполноќни часови на влијателното гледање на нашата програма. И тоа на оден начин ме прави и мене посигурен и погорд. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ве молам малку само телевизорот намалете го. Молам? Телевизорот малку гласот намалете го. Да, намален. Да. Знаете како, господин Чумот, и тука е вашата најдобра намера да направите... Ве молам, уште малку намалете го телевизорот. Изгасете го скоро. Да, скоро изгасен. Да. Се слушаме ние, повелете. Да. Најдобра ваша намера да направите дебатна емисија, очигледно дека кој е нивото на соговорници што се јавија пред нас, кој што не може да гледаат реални факти. Човек кој што е невин, нема да бега, него ќе се брани. Не разбирате што се ќе ми кажам. Апсолутно, но сепак ние сме тие. Толку сме токму се, што би рекол Гане Тодоровски. Ајде уште малку за тезата. Ало? Да. Докажете си ја тезата. Не, Да. мојата теза е јасна. Вашата теза... Невин, Добро? ако е некој невин, ќе седи, ќе се јави таму каде што е местото и го докаже тоа. Дека е невин. Добро. Така да нема преводење. Ама тоа е до прашањето на карактерот индивидуален, до прашањето на политичката натура и на тоа дали некој може да ги спои храброста, политиката и правдата. Груевски ми се чини дека ниту еден од тие три елементи не сакаше да ги тестира. Ама апсолутно, тоа е многу одамна. Ние сме на јасен капацитетот на Груевски. Меѓутоа, знаете како, овој чин денес е само една шамар на луѓето кои што се поверуваа во него. Добро, од каде се јавувате?
Скопје. Скопје. Останете на линија Скопје. Нашата режија ќе ја замолам да се концентрираат на техничките модалитети на нашите соговорници во чистотата на нивниот глас. Следниот наш соговорник. Ало, добро Добро вечер. вечер. Добар, фин ансамбл сме. Маж, жена и јас медијатор. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Севам од Скопје. Добро. Тоа ми е доволно. А следното? Следното е што правиме со и без Груевски. Значи, без Груевски ќе биде нешто најубаво во нашава Македонија. Без разлика кој е на власт, тој што си заслужил треба да си оди во затвор. Добро. А сакам да ве прашам нешто. Ајде. Меѓу првите критичари на владењето на Заев беше една струмичанка. Без оглед на незиниот вокабулар, но мислам дека дел од критиките беа адресирани директно на Заев. Јас вас ве прашувам, само за еден миг да се отклониме од Груевски. Дали мислите дека оваа власт помалку го губи кредибилитетот на случувањата врзани за домашниот политички и економски амбиент и дека можеби во целата оваа ситуација има некаква комплетна параноја во која ние се фокусираме дека поради Груевски ќе пропадне Македонија, ќе го снема ВМРО ДПМН, а во суштина животот тече понатаму? Во суштина, животот тече понатака. Дали Груевски, дали некој друг ќе биде на власт. Значи, ние сакаме животот во Македонија да биде подобар и за младината и за сите. Кој заслужил да оди во затвор, нека оди во затвор. Кој правил криминал, нека оди во затвор. Значи, не може да биде вака оставено све на да не знам како да кажам, све да се опростува, све да е криминал, све да е народов сака малце да застане на прави нозе. Добро, сега двајцата сте од Скопје. Предполагам дека не знам дали сте родители не, но имам една теза која ја кажа во вестите, а ќе ве кажам вас за коментар. Значи, Груевски важеше за најголемиот патриот во Македонија. Груевски христијанинот важеше за човек кој го уважува семејството, вредностите на семејството, домот и така натаму. Груевски, челникот на ВМРО ДПМН и почестниот председател на ВМРО ДПМН, сите овие три главни своји премиси ги закопа. Ги закопа во земја со само еден чин. Замина од Македонија во која инаку се колни и на својот Facebook статус. Нормално жените имаат предност. Ваш коментар, а потоа мојот соговорник, другиот мој соговорник. Поверете. Сега вах ќе кажам, значи Груевски што се удираше во гради дека е најголем патриота за македонците, за пензионерите, за не знам кој, што сите на Груевски гледа многу добар човек, во лицето му се познава дека е најдобар човек. Значи све отиде во земја. Добро, благодарам Скопје. Ако сте уште на линија, другиот мој соговорник, господине, повелете. Да. Да. Апропо вашето... Јас ги кажав моите теми за патриотизмот, христијанството и лидерството на ВМРО. Или како што денеска неговите најблиски соработници во гешефтите, што би рекле вака еден мој израз, компилација од германско-македонски, турски, учествува Јанакиевски и Јанкуловски и тие со критики зошто нивниот довчерашен идол се избега од Македонија. Вие што мислите? Знаете како Стумовски, кога нечи ставови во животот, во конкретно случај владење и популизам, како сакате наречете го тоа, е базирано на стаклени нозе, на некакви ваги, на некако... Не разбирате што сакам да кажам. Неминовно е за тоа се распре. За жал, Груевски во времето на неговото владење потикна кај народот
одредени ставови, одредени отношения, како што ги споменавте вие, христијанство, религија, фамилија, патриотизам и лични работи, кои што очигледно легат апсолутно не се вистини. Добро, поштувани гледачи, и благодарам на сите досегашни наши проследувачи и следбеници на трпеливоста и на нивната ангажираност во овие раноутрински часови во среда да се јават за нешто што вчера Македонија или во изминативе 12-24 часови беше под една шок терапија зошто како Груевски заминал од Скопје. Нашите извори многустрани покажуваат дека до вчерашниот шеф на опозицијата во Унгарија не можел да замине на регуларните премини гранични, за тоа имаме потврда од министерот Оливер Спасовски. Наши извори покажуваат дека во неговото пренесување од Скопје до Будимпешта не може да се изведе операција без учество на тајните служби или на нивни експоненти и сосема известно дека тоа е едно комплетно замешателство кое, меѓу другото, ќе удри и до корените на нашите институции кои внимавале или немале информации за бегство на Никола Груевски, кој воопшто не беше случаен и кој МВР веројатно можеше да го детектира по разни основи. Но тоа е тема која ќе ја наметна веднаш по можното јавување на Кристина Атовска од Будимпешта. Поштувани гледачи, следите Отворено студио, вашиот глас без наш коментар. Повелете. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро утро, господин Чомовски. Добро утро. Се надам дека не ве плашам со мојава уморна фаца, но сум волен за диалог. Не, ворет, ево овака, ќе ви кажам. Јас сум етнички албанец, староседилец во Скопје. Бев фрапиран од целава ситуација што се случува со Груевски, со бившиот премиер. Навечто ми е жал за... Не би сакал да ги двојам сега луѓето, али навечто ми е жал за македонскиот народ, поради тоа што последните 11 години он беше на власт, се покажуваше како еден од најголемите македонски патриоти. Од друга страна, он со својата тајфа ја донесе државата во една многу тешка ситуација, гледајќи ги своите лични интереси негови, од фамилијата и по блиските луѓе. Не можам само една работа да сватам кај, ево вака, нажалост, ќе кажам кај македонците. Дали не гледат дека се работи за предавник, лопов, човек кој што ја украде државата, својот народ, удирајќи во гради. И денеска, вечерва, некој се осмелува да каже дека он бил патриота, оставајќи ја фамилијата, своите деца, својот народ и бегајќи надвор. Ја мислам дека е време да се освестиме сите ние, а нарочито македонскиот народ. Добро, благодарам. Да, повелете. Да, не, мислам... Бидете на линија, ве молам. Ве молам, бидете на линија. Останете љубезен, трпеливо да сочекаме уште еден гледач, па да воспоставиме диалошка форма или некаков триаголник меѓу вас и мене. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Режија следниот соговорник. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сум Анета Тодоровска и се јавувам во врска за Никола Груевски, за негова поддршка. Прво, ви симнувам капа. Ако сте Анета Тодоровски, ако имате одважност да го кажете во овие рани утрински часови вашето име и презиме. Иако јас на тоа не инсистирам. Повелете со вашите коментари. Добро. Да. И ништо, јас сум само за поддршка за Никола Груевски, кога може едниот да стане премиер, да биде аболициран, а другиот да бега
поради Ќе барам. разни други глупости. Добро, ве слушам. Да. Извинете Тоа за, ништо. за момент, ако Чисто. слушате, имаме договор овде во студиото. Ми јавува дека Кристина Атовска е подготвена, пристигнала во Будимпешта и ќе биде интересно да ја видиме, но го очекувам завршетокот на вашиот коментар. Ало? Добро вечер, повелете. Ало? Да, повелете. Значи, јас си го кажав своето. Јас сум за поддршка за Никола Груевски, а лалда му е. Браво. Добро. Ви благодарам ви што ме слушавте. Ви благодарам и вам, бевте љубезни. Благодарам и на другиот соговорник. Сега за момент ќе ги слушам нашите гледачи, оние што ќе сакат да се вклучат. Сега на сите им нудам да видите што ние како телевизија направивме како обид, да се подготви екипата која тргна, речиси, пред околу 6 и нешто часови, околу 18 часот, и експресно стигна во Будимпешта. Таму е нашата Кристина Атовска. Добро вечер, те гледам, жива, здрава, права, па дури помалку и нашминкана и одморна. Ајде сега, те очекувам прво кај си, што си и што ќе ни кажеш. Чомовски се уште не сме влезени во градот, во Будимпешта, меѓутоа, како што сите знаете, упатени сме натаму. Се наоѓаме во предградие на Будимпешта и секако имаме веќе информации каде се наоѓа поранешниот премиер Никола Груевски, односно каде би можел да се наоѓа, бидејќи се уште не се потврдени, па токму тоа е причината за за тоа што зашто сме упатени кон Будимпешта. Инаку, околу нешто по 18 часот, кога нашата екипа го напушташе градот Скопје, пристигна и официјална информација и од двете министерства, и од македонското МВР и од македонското МНР, дека добиле потврда од унгарските власти дека поранешниот премиер се наоѓа на нивна територија. Секако, како што и тој самиот објави дека бара азил, меѓутоа и да подсетиме дека денеска Джолев, односно председателот на Кривичниот суд за нашата телевизија, рече дека тој нема основ да бара азил во оваа држава, особено не ако причините се закани по неговиот живот, како што тој напиша на Facebook. МВР подоцна демантираше. Како и да е, секако утре ќе имаме многу детални информации од Будимпешта, бидејќи веќе имаме воспоставено контакти со нашите колеги таму, имаме своји информатори и секако утре заедно ќе ги посетиме сите локации на кои што би можел да биде поранешниот премиер и исто така сите оние институции кои би можеле да ни дадат одговори. Според нашите информации, Никола Груевски една вечер преспал во хотелот Коринтија. Меѓутоа, како што и веќе кажав, за тоа каде се наоѓа во овој момент и каде ќе биде во текот на утрешниот ден, ќе разговараме со нашите извори таму, пошто детално ќе ја информираме јавноста. Чомовски? Добро. Атовска, прво морам да реагирам професионално. Очекувам да се јавиш од Будимпешта за да бидеме веродостојни. Вака ми изгледа како да се јавиш од нашиот двор и со информации кои се само дополнити. Инаку, да те опремам уште малку со информации, од Скопје се разбира, има едно правило, моите соговорници тоа го потврдија, дека кога ќе се побара политички азил, се додека надлежните домицилните органи не ви одобрат, барателот на политички азил, без оглед кој, ако се придржува до конвенција, Европската конвенција, треба да биде изолиран во својиден домашен притвор, а не да се шета и да се движи слободно или да биде во некако... Така е, Чомовски, само да дополнам, според одговорот што го дадоа унгарските служби на новинарските прашања дали ќе му биде одобрен азилот или не, тие одговорија дека не може да одговараат на такви прашања се додека не завршат сите постапки, што би значело дека индиректно потврдуваат дека Никола Груевски веќе побарал азил. Добро, благодарам. Уште само мала сугестија, утре и вечерва кога ќе почне со снимање. Мислам дека еден од изворите е и прашањето што работи нашата амбасада
дури и по цена да побара политички азил, тој се уште е наш државин и наш граѓанин и дали воопшто е достапен за нашите дипломатски представништва, иако очигледно дека тој веќе не е СП држава што избегало да не го забораваме. Да не го забораваме и Интерпол, бидејќи веќе 6-7 часа има распишано по него меѓународна потерница, што би значело дека и меѓународната полиција би требало да го уапси и да го бара Никола Груевски. Кристина, очигледно ја и ти функционираме после 12 на полнок. Ти толку логоречна и ја од овде, така што ја ти посакувам да седнеш во аутото, да му посакам среќен пат на одличниот возач кој така брзо те донесе до Унгарија. За колку време си во Будимпешта? Од прилика за 1 час, час и половина би требало да сме веќе во Будимпешта. Добро, со Господ напред, ако динамиката на јавувањата биде добра и атрактивна, ти посакувам секој пат и се надевам дека ќе те дочекаме бар со една слика од Ваци, од Хилтон, од било кој од тие барокни амбасадори, хотели, бар да видиме дека си во Будимпешта, а што ќе донесеш во текот на ноќта и утре, тоа ќе им го соопштиш на нашите... Шумовски, ние имаме, така е, ние имаме и повеќе информации од нашите извори во Будимпешта, меѓутоа сепак ќе чекаме да пристигнеме на лице место и да ги потврдиме истите, за потоа да известиме јавноста. Да, се согласувам со таа разлика што да ти потврдам дека нашите агенции пренесуваат за темата има интерес и во унгарските медиуми, освен во соседството и во светските медиуми. Кристина, можам да забележам и во српските, бидејќи слушавме на српските радија вести токму за бегството на Никола Груевски. Што значи дека веќе е балканска туку и заради тоа што не можел да ја прелета Србија. Како стекна околности да не правам коментари од замешателството на српските тајни служби за 27 април и сето друго после тоа ќе разговараме. Секој пат и те очекуваме ако биде било што да се распакувате од Будимпешта. Поштовани гледачи, тоа беше Кристина Атовска, која, иако добив информација дека е пристигната во Будимпешта, сепак не може да се прелета толкав пат. Во Будимпешта има речиси 700 и кусур километри и не се патува, особено ноќта, така лесно. Нашата отворена трибина или граѓанскиот форум за Груевски, пред и после Груевски, за сето ова што во овој момент ја прекупира и домашната и веројатно регионалната ситуација и состојбите. Ви стојат на располагање нашите отворени телефони, тие ви се познати. Моите колеги ми соопштуваат дека има прилично жестока Твитер реакција и коментари на Фейсбук, но тоа само зборува дека и во доцнежни вечерни часови интересот е подигнат. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Или добро утро, по-добро кажано. Да. Вака се, гледаш од Скопје. Повелете. Многу чудна ситуација, како може да се дозволи таков човек кој правил таков голем криминал во државата, типу така да им кидне на власти. Викаат, нели, кога им се одзима на некого пасош, не може да ја напуши државата, така? Да. Ај се да размислиме малку логично. Дали таа личност има лична карта? Има. Дали таа личност може преку Косово, Албанија, Црна Гора, Србија да влезе со лична карта? Да, ама на легални премини мора да биде регистриран, со било што да влезе. Ама од кај знаеме ние дека може они имаат свој поставени луѓе таму, па легално преминал преку луѓе што ги знаат? Добро, ја чувме друго. Понатаму, другата предпоставка? Ајде, еве влегол легално. Поминал... Сите знаеме какви блиски врски имале со Виктор Орбан. Сите знаеме какви блиски врски има Мијалков со поранешна удба. Мислам, викаат крв, вода не бива. Мијалков нема шанси него да не го штител, да не му помогнал. Ова е интересна теза.
наспроти јавната... Затоа што ја не верувам во тезите што ги представува Мицковски, кој што му е негов пиун, се разбира, дека наеднаш го трнал Мијалков од партијата. Тоа нема логика. Тоа на мало дете да му кажеш од 4 години нема да го верува, не па возрастен човек. И дека они сега наеднаш биле скарани. И дека наеднаш многу е било криво и на Јанкуловска, и на Милијана Киевски, и на не знам што. Тоа се тези за мали деца. Мислам, реално политички, ако некој размислува, или криминогено, како они што размислува, не постои шанса криминалец да не му даде подршка. Кога биле заедно, кога делеле чорбата. Не разбирате? Јас сосема. Значи, едно со едно некако не се совпаѓа. Разликата е во тоа што они тлукаат сега по премиерот, да ме премиерот бил ваков, онаков. А што правевте бе вие 12 години во оваа држава? Колку луѓе беа затворени за ништо? Мислам, реалноста е таа. И после некој ќе каже, или ќе каже Демек Мијалков, не знам. Па како може некој да не знае која до вчера бил шеф на УБК? Добро. Значи, ја мислам дека има некој кој што му помогнал внатре. И убеден сум лично и персонално како граѓанин на Република Македонија, дека секој во ВМРО, од прв до последен, сите знаат и кога отишол, и како отишол, и во колку саат, и кавра заминал, и све знаат. А прејавната се прават невини бајчиња. Добро. Не може, просто кажано, неговите блиски соработници да не знаат. Тоа е невозможно. Добро, имате ли уште? Тоа е лага, според мен. Благодарам. На превју гледам уште слика и негде чат пат ќе ја појавам авторска. Дали тоа сигнал дека Кристина се подготвува или е подготвена за некаква нова информација? Ај, Кристина, малце појави се. Малку само. Добро, доека не се појави, нашите отворени телефони ви стојат на располагање. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Господине Чомовски. Повелете. Се мислам дека ова е театар за народот. За жал, морам да се согласам со вас. Да. Првим полицијата до последен час го чува. Така? Да. И самата таа да не знае каде е. Значи, не ова пиде да прилета, а работа, ме сваќате? Дали давам поддршка или не, тоа сум резервиран. Дали процесите се политички, за тоа сум резервиран. Али судството со толку на калемени пресуди, не за оваа сама пресуда и други обвиненија што ги има, нормално е да... Нормално. Што знам дали е нормално и да избегаме. Сваќате? Не, чекайте, морам да ви кажам една работа. Јас тоа во текот, бидете на линија, во текот на денешното отворено студио ги посочив примерите за досега осудените 20 премиери од регионот. Јанес Јанша во Словенија си осуди и ја чекаше пресудата во Љубљана. Санедер избега, австриските власти му го испорача на водството во Загреб и тој си одлежува и си доби серија на затворски казни. Прашањето е сега, ако сме ние во таква ситуација да се бориме за правда и правдина, дури и по цена да се работи за политички прогон врз Никола Груевски, врз опозиционерот, индикативно е зошто сега одеднаш пратеникот Никола Груевски, на кого му стоја на располагање мал милион микрофони доека влегуваше и излегуваше од судството, мал милион микрофони во Собраницката сала, не стана и не кажа Заев
и Оливер Спасовски, освен дека тоа е политички случај и така натаму, вие вршите тортура, ми го загрозувате животот, мене, на моето семејство и така натаму, иако МВР му додели 6 бодигарди да го чуваат. Тоа е вака мојата првична обсервација, ако можем и јас да бидам граѓанин. Поверете. Ало? Ало? Добро, мислам дека некако се прекинали линиите со гледачот, но се вклучува Кристина Атовска на пат за Будимпешта. Кристина, ај мене што ми текнува по стари години, можеш да ме разбереш. Доволно сум стар. Ама што тебе ти текне ново и ненадејно? Има нови информации. Чекај. Кристина, лош ти е тонот. Доека не обезбедат нашата техника, ало лошија. Техника обезбедите ги нормалните телевизиски култивирани врски со Атовска. До тогаш нашите телефони и натаму се отворени. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Будна Македонија, добро вечер. Ало? Да. Граѓански форум Добро вечер, господине. Да. Се јавувам од Прилеп. Добро. Благодарам. Се јавувам од Прилеп. Сум албанец. Не сум изненаден, повелете. Да, повелете. Вашата емисија е супер. Ова се барат за Македонија. Правилна телевизија. Ова е. Добро, ви благодарам на тој тип на комплимент. А дали ќе прокоментирате нешто? По нарешниот премиер. Епа за Груевски. Што е патриот? Јас велам со зборовите мои. Што е патриот? За да бидиш патриот, треба својата држава да го чуваш. Својот народ. Своите деца. Не треба Тој Груевски беше лопов човек. Хајдут. Што не може човек со него, јас сум друг, нема никој. Затоа ова казна од Господ му дојде. Пошто тој велише, јас сум верник. Јас мојата држава никогаш не го оставам. Да. Се согласувам со дел од вашите излагања. Кристина Атовска е на линија. Кристина, се надам дека имаме добри линии. Повели. Кристина, ти си наред. Чомовски, дали се слушаме? Така, побаравме повторно вклучување затоа што туку добивме нови информации, откако што кажав нашите информатори кои не чекаат во Будимпешта. Според нашите извори, поранешниот премиер во овој момент се наоѓа во вилата на Виктор Орбан. Тоа секако останува утре да го потврдиме, секако ќе појдеме на таа локација, меѓутоа сепак го побаравме ова вклучување за да известиме јавноста, бидејќи нашите информатори не следат на интернет, па ни се јавија да не поправат и да ни кажат дека по хотелот, дека во тој хотел Никола Груевски преспал една вечер, а во овој момент се наоѓа во вилата на неговиот поддржувач Виктор Орбан, кој воедно медиумите велат и дека е последниот поддржувач на Никола Груевски. Секако доколку стигнат повеќе информации до нас во меѓувреме и ќе побараме повторно вклучување. Чомовски? Да разграничиме во вилата или во резиденцијата. Ако е вилата приватна, тоа може да биде и некаков сигнал на некаква приватност. А ако е во службена резиденција, тоа е прилично индикативен потез на унгарскиот премиер. Повели?
Како што кажав, останува утре да ги провериме овие информации. Ние ќе отидеме на сите локации кои ни се дадени како можни локации за негово криење. Така што сепак да не прејудицираме, останува утре да ги провериме овие информации, па да известиме јавноста. Добро, судејќи по твојата авторитетност, очигледно ти се добри изворите во Унгарија, јас ти посакувам и така натаму да бидеш брифирана и секаков таков тип на информации, ако не во видео, барем во вербална смисла да биде потврден. Пак ти посакувам добар пат и среќно заминување за Будимпешта. Поштовани гледачи, следите телевизија 1, граѓански форум посветен на случувањата во изминатите 24 часови. Еве последната информација, дека освен што е потврдено и од Скопје, од Будимпешта, од официјалници во Будимпешта се наоѓа екс-премиерот и почесниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Нашата Кристина Атовска вели дека низините унгарски извори посочуваат дека тој од хотел е пренесен или сместен во вила на унгарскиот премиер Орбан, со кого веќе подолго време гајат блиски, пријателски, па и политички односи додека беа премиери. Добро вечер за нашиот следен гледач. Рано будна Македонија, добро вечер. Добро вечер и вам, господине водителу. Благодарам. Имам едно прашање јас и се прашувам самиот. Кој направи поголема штета? Дали Никола Груевски за неговото владење за изминатите 11-12 години и значи го украде народот до тој степен што ги донесе до питачки стап, или па сегашниот премиер господин Зоран Заев, кој не сече скроз гол, не обезличи. Причината што Никола Груевски заминал во бегство, тоа е вистински кукавички чин. Правиот човек би останал како си надробил, така нека си црка, што викаат во Пелагонискиот регион. Меѓутоа, да бидеш политичар и да бидеш на таква важна позиција, по моје мислење, има два аршини. Едниот е политички и другиот е материалистички. Сега, овој, значи, ја зацепал материалистички повеќе и од оно што е политички, што се изјаснуваше во секој негов говор дека голем патриот и голем верник и така натаму. И Зоран Заев се кажуваше дека голем верник, се комеше во Бога, во фамилија, во деце и така натаму, дека не доаѓа во обзир промена на уставот, промена на името, внесување на двојазичност и ред други работи. Значи, едни и другиот го сакува народот гол до жива коска, што викаме. Кај ќе му биде крајот на нашите така наречени политичари, кои повеќе мислат за нивните лични и фамилиарни бенефици, отколку за севкупното население на македонскиот народ во Република Македонија. Каде му е почетокот, каде му е крајот? Кој е постаро, кокошката или јајцето? А за народ останува само гладна кокошка прососонувала. Например, еве да земиме неговите довчерашни колеги, како министерката за култура, Канчевска, Елизабета, па и Крсто и Луковски, па и Сашо Мијалков и кој не други, па и Јанкуловска, па и, значи, сите тие која составува таа екипа, која газеше, мелеше све пред себе, и на кои од сите ними за нивните кражби, за нивните злодела, им следува тешки години на робија, наеднаш се свестија дека Македонија единствениот пат му е во Европската Унија и во НАТО,
а со тоа да ги добијат помилувањето да не одат толку години во затвор, пошто значи си ја спасуваат личната кожа, нели и тие на еден начин се предавници на својот собствен народ. Ако тие како пратеници биле на листата од ВМРО изгласани од електоратот, од народот, кој му верувал дека нема да направи никакви промени во уставот и така натаму, дека нема да поддржува, сега обратно значи прават. И да се разбереме, ние сме единствената земја која личи на циркус. Значи главни кловнови се баш тие исти луѓе со иста цел, македонски делби, македонски препоцувања веќе 3 децени. Сега, ако тоа ни е јасно на сите, ако се земе во обзир, значи личностите со кои ние сите овие години сме се сочували, тоа е факт. А и понатаму, како тврдоглави во магаречка клупа, и понатаму гураме и им веруваме. А тие лажат и на километри. И покојниот Михаузен се врти во гробо и му завидува на луѓето со големи носови што се и сега и претходно. И дали на некој му е јасно дека само во нашата татковина, во Република Македонија, може да се случува, благодарение на тој устав што е изграден одма после референдумот, што оставил дупки, каде што ќе можат криминалците да се провираат, тоа е нарочно направено така, да не биде толку строг, значи да има простор да се излекуваат. Сакам да кажам дека во ниедна држава, господине Чомовски, почитувам водителу, значи реално треба да кажем дека во ниедна држава нема пратеници од една политичка партија, како например ВМРО и кај нас СДСМ, затоа што тие се две политички партии со две различни платформи, со две различни тотално значи различни значи политички гледања и согледувања. И како сега значи му се дозволува да дезертираат од една партија во друга, било една во друга, ако ме спаќате. Добро. И тоа треба со законот да не се дозволува, затоа што и сега тие регистрираат некоја си независна пратеничка група. Чекајте бре луѓеве. Тие се избркани од нивното јатро, избркани се од тоа каде што краделе, се служеле, подвиктувале, се збогатувале. Било каков начин, значи устува само да кажам, ве молам. Добро. Да довршам мислата. Добро, повелете. Сакам да речам, значи, како овие луѓе, значи низ годините, им било све убаво, мед и млеко, и сега, значи, формираат некоја независна пратеничка група, а истерани се од ВМРО, нели на нивно место треба поново да се направи нови избори. Добро. И да се добие повеќе пратеници. Добро, ви благодарам. Од добри детекции направивте, но само да ве упатам дека пратениците се избраници на граѓаните, без оглед на која партија припаѓаат и што станат во парламентот, ги застапуваат, условно да кажем, подеднакво и така наречените партиски, но и граѓанските становишта и гледишта. Поштовани гледачи, следите отворена програма. За оние што сакаат во наредните 10 минути уште да се јават, колку што овие телефони ќе бидат отворени за вас, се разбира, утре ќе имате 1 минута со нашата млада Јана. Само да ја наметнам едно не како дефокусација, туку како една дилема. Што тоа правеа нашите институции? Што тоа правеше МВР да го детектира и да го обезбедува Груевски? Дури и по цена судот да не реагирал доволно енергично на времено во издавањето на потерницата или во сигнализирањето. Тоа е едната работа. Што прави нашата ДБК во прибирањето на податоците, каде се движат, каде стремат осудените лица, политичките лица кои се под јасна диоптрија на јавноста, па и на истражните органи.
што тоа затај суството во мерките на одредување на притвор, без оглед дали тоа го барало обвинител СЈО и така натаму, или и тие се под обсесија дека големиот број на притвори што во еден период порано ги изрекува, сега одеат во една друга редуцирана форма, па се доведовме во ситуација за кривични дела кои се компилација на мноштво прекршоци, финансиски криминали, човекови слободи, изборни права и така натаму, како да ви кажем, да се заминуваат, одминуваат пред судовите како некој рече циркус. Не знам само дали е Медрано или Гауди. Моето прашање е кој затај, кој на индиректен начин, со сторување или не сторување, му дозволи Никола Груевски да замине од Македонија? Прашање за вас. Добро вечер. Или е тешко прашањето, или веќе тргнавте на спање. Последен повик до нашите гледачи. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Па јас веќе бев на линија, бев ставен. Добро, благодарам многу, со ова завршив. Дали има друг? Нема. Ова дилема останува и за елаборација на моите си... Да, повелете, добро вечер. Добро вечер. Поздрав. Ја да кратко би се осврнал околу оваа тема што ја наметнавте. И тој и ова последно прашање што го поставите каде беа институциите. Тоа вреди да се елаборира малце повеќе. Меѓутоа, сакам да додадам ново. Груевски 11 години владееше. Овде често пати се поставува прашање дали бил патриот и така натаму. Видите, во тие 11 години он точно го познава суството. Тоа се негови луѓе. Он точно знае што ќе дочека. Он точно знаеше дека ќе биде осуден. Јас не зборувам тука дали он виновен или не. Во еден од процесите неговата вина е докажана. Меѓутоа он знаеше точно што му следува. Од тука институциите мораше да извлечат заклучок дека тој човек е стремен за бегање. Видите вака, една ситница. Кога некој го праша дали ќе оди во затвор, тој рече да, 2 години што се тоа. Ако беше директор во некој гранавче или во некој маркет или во Рамстор, некој така да каже, јас не му верувам. И тоа кога политичар каже, да, јас ќе одам во затвор, јас одмah знам дека тој лаже и дека тој се спрема. Овие институции кои се се опремени со професионалци, мораше да знаат дека овој човек се спрема. Ова не е направено од четвртокот, петокот, саботата, неделата. Ова е правено месец дена. Ајте толку, другар Чомовски, ви поздравам. И благодарам, господине, на вашата љубезна интервенција. Поштовани гледачи, мислам дека не треба повеќе да ве заморувам во овие поподноќни или рано утрински часови. Што можевме, направивме, се обидовме да направиме една адхок граѓанска телевизиска работилница со прво тестирање на вашите гледишта. Мислам дека тоа е наша обврска кон вас. Јас само да ви кажам дека кога ребрендираниот Чуму ќе стартува на оваа телевизија, вашите становишта, граѓанскиот форум, што сакам да го направам со вас, поштувани гледачи, кои треба да бидете домакини на емисијата, веројатно ќе предизвика и вакви телевизиски вклучувајќи истовремено презентирајќи ги и реакциите во социјалните мрежи. Поштувани гледачи, па морам да признам дека јас уморив. 12 часа сум на програма. Може би како тест дека се уште имам некоја мисловна и физичка кондиција, но се надевам дека вас не ве заморив. Уште само да ве подсетам дека утре имате отворено студио, уште рано од 10 часот вести, потоа Боријан Јовановски и Јацо Кабранов ќе водат
во содржините во кои натаму централна позиција ќе бидеат сознанијата од нашата Кристина Атовска, која пристигнала во Будимпешта и која, што туку според нејзини унгарски извори, соопштува дека Груевски наводно од хотел е преместен во близина или во самата вила на неговиот пријател, унгарскиот премиер Орбан. Од мене довидување до утре во 10 часот, од кога почнува нова рунда на ваква смотра на гости, заклучоци и контакти. Пријатна вечер.